Со пристапувањето на кралството Југославија кон Тројниот пакт, Велика Британија се нашла во дефанзива на Балканскиот полуостров. Незината политика за формирање на Балкански фронт против Хитлер претрпела неуспех уште на самиот старт. Влогот на британската известителна служба во одредени српски политички партии, како и кај дел од офицерскиот кадар, резултирало со извршениот државен удар, извршен под водство на генерал Душан Симовиќ и поставувањето на престолот на малолетниот крал Петар II Караѓорѓевиќ. Државниот удар бил поздравен од Велика Британија и САД. Тоа представувало прво јавно плукање во лице на дотогашната Хитлерова политика на дипломатско подчинување. Реакцијата на Германија била сосема очекувана. Хитлер не можел да си дозволи да биде понижен од една мала балканска држава. Неговата вербална реакција уследила веднаш. Тоа заверничко и разбојничко гнездо ќе го уништи за секогаш, а кралството Југославија ќе го избрише од географската карта. Кралството Југославија било нападнато на 6 април 1941 година. Набрзо кралското семејство со владата ја напуштило земјата и заминало во емиграција, каде останале до крајот на војната под закрила на Велика Британија. Капитулација и подалба на кралството Југославија. 6 април 1941 година Германија, Италија и Унгарија извршија напад на кралството Југославија. Со нападот на кралството Југославија германските трупи влегоа и на територијата на Македонија од Бугарија и за само за 5-6 дена Македонија беше окупирана од страна на германските сили. Меѓутоа, германците не се задржаа во Македонија како окупатори, туку тие ја повикаа Бугарија да влезе со своите војски и да ја окупира Македонија на 18 април. Бугарските војски влегоа во Македонија, значи во средината во втората половина на април 1941 година и го воспоставија својот целосно административен апарат кој што постоеше во Бугарија. Исто така беа формирани голем број на организации, како организации, средношколски училишни организации, кои што како браник, ратник, кои што требаше да вршат пропаганда во училиштата со цел на учениците да им ја наметнат бугарската национална свест. И тоа најмногу беше применувано во однос на македонскиот народ. Еврејската заедница, исто така како и во времето на кралството Југославија, со законот за заштита на нацијата се најде надвор од сите овие мерки што беа преземени од страна на бугарската администрација. Дури на евреите им беа затворени оние школи кои што самите ги финансираа, кои што ги има во рамките на тие верски, на тие еврејски верски општини. Како што реков, само мал број ученици им беше дозволено да посетуваат настава, а по воведувањето на бугарската администрација скоро и сосема им беше забрането да ја посетуваат наставата во училиштата. Значи, со еден збор, 1941 година, со подпишувањето на декретот и со влегувањето на бугарите во Македонија, судбината на евреите беше запечатена. Правната легислатива на Бугарија во така наречените ослободени територии ги имплементирала законите кои постоеле во поранешните граници на државата. Основата за антиеврејските мерки може да се лоцира во Законот за заштита на нацијата, кој бил донесен на 23 јануари 1941 година од страна на Министерството за внатрешни работи и јавно здравје, верификуван од бугарскиот цар Борис III. Законот за заштита на нацијата е донесен на 23 јануари 1941 година, односно тогаш е имплементиран. Апсурдно е во целата ситуација што законот е донесен пред Бугарија официјално да се вклучи во Втората светска војна. Правен е по урнек, односно неговата основа може да се лоцира во Нюрнбергските закони донесени во Германија во 1935 година. Фактички представува еден делумен препис на таа легислатива со која што бугарските власти сакале да го зачуваат
да ја зачува така наречената чистота на бугарската нација. За да се елиминира можноста за недоразбирање или несоодветно интерпретирање на Законот за заштита на нацијата, владата на Бугарија издала така наречена Уредба за примена на Законот за заштита на нацијата во февруари 1941 година. Со тој документ, властите строго ги дефинирале сегментите кои биле според нив нецелосно објаснети. Уредбата била составена во 9 поглавја, кои се однесувале на социјалниот, финансискиот и политичкиот аспект од секојдневниот живот на еврејското население. Например, во 7-то поглавје, кое се однесува на професионалните и економските активности на евреите, бугарските власти ја забраниле можноста за заедничка сопственост помеѓу евреин и лице кое не било жител на Бугарија. Едни од главните одредби на Законот за заштита на нацијата биле евреите да бидат обележени. Што тоа поточно значи? Да носат Давидова звезда на левата страна на својот капут. Имало евреи кои што овој закон кој што бил донесен се однесувал обележување на евреите на два начина. Едниот бил со шестокрака Давидова звезда на левата страна, но постоеле округли значки. Округлите значки биле давани на оние евреи кои што имале посебни заслуги за бугарската држава. Другите евреи кои што немале такви заслуги морале да носат шестокраки звезди кои што биле купувани во посебни продавници направени изготвени од страна на бугарската држава. Во 40-те години има големи расправи пред донесување на Законот за заштита на нацијата, кој е чист антисемитски закон, кој не се разликува ништо од нирнбергските прописи и закони во Хитлерова Германија околу дефинирањето на еврејските прашања и околу дефинирањето што е тоа ариевец и што е германец. Ако погледате, а тие документи ви ги дадовте, ќе видите дека воопшто тоа не се разликува. Новембар месец 1940 година се водат големи расправи во Бугарија. Морам да нагласам и да се захвалам на Бугарската православна црква и бугарските интелектуалци кои се против донесувањето на таков закон. Тој закон е изгласан, а во јануар 1941 година цар Борис III го потпишува. Тој е чист антисемитски закон. Шестокрака светло-жолта звезда, која треба да биде носена на левиот ракав, бил описот на значката со која евреите морале да бидат означени и на тој начин да бидат различни од останатите жители на кралството Бугарија. Овој опис представува интегрален дел од наредбата број 32, која била издадена од страна на Комесаријатот за еврејски прашања од 29 септември 1942 година. Значката или беџот можеле да се купат во еврејските општини по цена од 20 лева. Секој член на еврејската заедница, со исклучок на децата до 10 годишна возраст, морале да ги носат на својата облека се до 22, 25 и 29 март 1943 година, датите на нивната депортација во логорот на смртта Треблинка. Дури на резервните алишта морало да биде ставена таква значка или пак платно на кое било нацртана жолтата звезда. Поради лошите животни услови, еврејските општини во неколку наврати барале од Бугарската народна банка да отстапи дел од финансиите кои му припаѓале на еврејското население. Таквото барање не било одобрено во ниту еден од случаите. Како што растел бројот на затворените продавници и забранети професии за еврејското население, истовремено растел и бројот на евреи кои живееле бедно. Дури и пензиите кои биле исплаќани од страна на кралството Југославија во меѓувојниот период биле укинати. Повозрасната еврејска популација едноставно немала никакви приходи. Припадниците на еврејското население честопати се хранеле во јавни куќи и обезбедувале облека на добротворни акции кои биле организирани од страна на еврејските општини. Луѓето кои што сега се на возраст од 80 години се уште се сеќаваат на другарите кои што им ги зедоа од клупа за да ги затворат во гето, затоа што знаете не ги одведоа одба во истребување и депортација.
следеше пред 1943 година една цела година на нивно исклучување од општеството, вклучувајќи и исклучување од училиштата. Многу пати кога ги слушав овие сведоштва на луѓето кои што беа тука во градот, кои што имаа своји другари, пријатели, помеѓу евреите кои што беа депортирани, забележа во нивниот глас и во нивниот однос едно чувство на несигурност дали навистина може да сторат нешто повеќе. Се знаело, се чувствувало дека нешто ќе се случи. И многумина им понудиле на своите блиски, комши, соработници, дај да те скрием, дај да те земам. И најчесто одговорот бил, каде ќе одат моите, таму одам и јас. Тоа е реченица која што кога ќе слушнете повеќе од еднаш, ви се врежува длабоко во сеќавањето. Одлуката вклучувала неколку наредби: мобилизација на сите бугарски службеници во Македонија, преместување на одреден број вработени од комесарството во Софија во Македонија, за да помогнат во текот на транспортот, наредба до бугарските државни железници за спроведување на возниот транспорт со сите евреи од Македонија до концентрацијниот логор, според времето и условите кои дополнително ќе бидат објавени, како и наредба до сите службеници од комесарството за еврејски прашања во Македонија да обезбедат услови за концентрацијнен логор. Локацијата ја сугерира тогашниот градоначалник на Скопје Спиро Кетинчев, врз основа на фактот што тоа е монополот или тутунскиот комбинат, врз основа на фактот што монополот е многу близко и до железничката станица. За командант на логорот е назначен Пејо Драганов Пеев, кој заедно со администрацијата на логорот ги прават првите технички подготовки и притоа тој се зафаќа со составувањето на списоците на бугарски и на германски јазик во 3 идентични примероци. Евреите од сите овие градови, ноќта меѓу 10 и 11 март 1943 биле собрани од нивните домови и биле транспортирани до монополот, со помош и целосна поддршка од полицијата и војската, кои пак биле под надзор и контрола на комесарството. Пред нивниот транспорт следеле технички подготовки, раководени од страна на делегатите во комесарството, кои побарале од еврејските општини во Скопје, Штип и Битола, итно да им достават детални списоци за еврејското население во нивната општина. Списоците стратешки служеле како основа за да се протераат евреите од нивните домови. Според тие списоци, вклучително и адресата на секоја еврејска фамилија, евреите биле собрани и транспортирани до монополот. Пред нивниот транспорт, евреите прво биле евакуирани во гета, како привремено место на живење, што ја открива првата подготвителна фаза за нивната физичка евакуација. Акцијата за собирање на еврејските семејства од нивните домови и нивниот транспорт до монополот во Скопје била организирана според претходно подготвен план од делегатот при еврејската заедница, представникот на Комесаријатот за еврејски прашања, како инспекторот и началникот на одделот од Комесаријатот за еврејски прашања. Се течело според планот. Околу 8 часот и 10 минути из утрината, првата група пристигнала на станицата. Бидејќи тоа утро врнел снег, не бил спроведен претрес пред евреите да влезат во вагоните. Се поминало без инциденти. Кога бил натоварен првиот воз, бил придвижен кон излезот на станицата и почнало товарењето на втората група евреи. Додека се одвивал овој процес, службениците и нивните помошници го почнале претресот на евреите кои веќе се наоѓале во првиот воз. Согласно наредбата, тие им ги конфискувале сите пари, вредни предмети и облека, турски алтани, наполеони, обетки и така натаму. Околу 1 час од попладне, двата воза биле натоварени и подготвени да тргнат за Скопје. Првиот воз тргнал во 2 часот и 45 минути, а вториот во 5 часот и 10 минути попладне. 3273 евреи од Битола ја напуштиле станицата. Во 5 часот и 30 минути попладне, блокадата на градот била завршена и повторно било воспоставено нормалното движење. По завршувањето на блокадата, граѓаните сфатиле дека сите евреи се собрани и однесени некаде.
Некои од нив изразиле жалење, но други пак ја одобриле акцијата. Според документот кој што се однесува на сведочењето на командантот на логорот на привремениот концентрационен камп Монопол во Скопје, Пео Драганов, кој што го дава пред Народниот суд на 12 март 1945 година, дознаваме дека евреите од Битола и од Штип во Скопје пристигнуваат вечерта, во Монополот на 11 март, додека пак полициската акција за собирање на скопските евреи започнува во раните утрински часови и првите групи скопски евреи во Монополот започнуваат да пристигнуваат околу 7 часот наутро. Депортацијата на евреите од Македонија започнува на 11 март 1943 година. Во 2 часот наутро, ден четврток, биле собрани најдоверливите луѓе во анектираните територии на Бугарија, односно во Македонија. Пред полициските станици во Скопје, Битола и Штип, трите града, каде што евреите во Македонија живееле својот живот се до нивната депортација. Претходно бил утврден план, односно пописна листа, каде што точно се знаело кое семејство каде живее. Со тие пописни листи биле поделени на бугарските полиција и војска, од каде што била направена посебни групи кои што ќе влегуваат и каде што ќе ги протеруваат евреите од своите домови. Сите транспортни возила во Скопје биле мобилизирани, освен тие што и припаѓале на војската. Првата група почнала да пристигнува околу 7 часот наутро и до 11 часот предпладне веќе биле донесени голем број евреи. Монополот бил опкружен со двометарска дрвена ограда и бил чуван од силно обезбедување. Надвор била војската, а внатре полицијата. По пристигнувањето во Монополот, евреите биле проверувани од специјална комисија во логорот. Жените биле проверувани во бараката, а мажите надвор. Мажите во дворот биле соблечени голи. Оваа проверка представувала суров грабеж. Сета храна, обувки и накид им биле одземени на евреите. Биле собрани околу 400 до 500 луѓе во една соба. 3 дена биле оставени без храна. На третиот ден добиле 200 грама грашок, леп, вода и сол. Спиеле на дрвени штици и немало струја. Водата во двата тоалета за 2000 луѓе течела од славините, а дворот надвор бил полн со ѓубре. Постоела опасност од епидемија. Во лазаретото имало само еден детски кревет, а од лекови само јод, денатурализиран алкохол и малку памук. Според извештајот што Теодор Христоф Лулчев, специјален пратеник од Министерството за внатрешни работи, да дојде во Скопје да ја следи акцијата на товарењето на евреите во возовите, дознаваме дека евреите, македонските евреи биле натоварени во 40 вагони. Во 41-иот вагон се наоѓале болните, старите, изнемоштени лица, додека 42-иот вагон бил резервиран за германската придружба. Исто така од неговиот извештај, кој што го поднесува до министерот за внатрешни работи Петар Габровски, дознаваме дека во вагоните биле товарени 15 килограми мармелад, вода, сол, пастрма и едно буре вода за 3 камиони. Според трите примопредајни полициски извештаи на германската полициска стража во Нишка бања, првиот транспортен воз со 2338 евреи го напуштил Монополот на 22 март 1943 година во 12 часот и 45 минути попладне, а пристигнал во Треблинка на 28 март 43 во 7 часот наутро, кога транспортот бил предаден на командантот на логорот. Рутата по која се транспортирани е Скопје, Ниш, Лапово, Земун, Марибор, Пјотрков, Малкиња, Треблинка. Вториот транспортен воз, што бил натоварен со евреите од Скопје, Штип и мала група од Битола, тргнал на 25 март 43 со 2420 патници во 2 часот попладне, а пристигнал во Треблинка на 31 март 43. Третиот транспортен воз тргнал од железничката станица во Скопје на 29 март 43 во 12 часот и 30 минути попладне со 2404 македонски евреи, а пристигнал во Треблинка на 5 април 43. Според статистиката од овие документи, 7144 евреи македонци
биле транспортирани од монополот во Скопје и убиени во Треблинка 2, за кое биле потребни 30 до 45 минути од моментот на пристигнувањето на жртвите до моментот на нивното усмртување. Животот ни почна нас после трауми и шокови по завршување на војната, каде што мојата породица на мајка ми, татко ми, на мајка ми, беа однесени во логор и останаа таму. Паметам една случка, навистина малку трагична, меѓутоа кога ги разгледува фотографиите на дедо ми, најдов една фотографија која што навистина ми беше тешка. Го видов и видов дека на таа фотографија е толку слаб што просто коските му се гледаат и кога го прашав дедо што е ова, зашто изгледаш вака? Тој ми објасни дека всушност во тој период, кога тој бил мал и неговиот брат бил што туку роден, се случило еден момент каде што војската дошла во малото и почнале да се распрашуваат од најстар до најмал, дали тука живее еврејка, дали има друг евреј, да ни ги предадете и така натака, со тоа што целото мало, како што тие се нарекувале, сите тие комши се сплотиле во едно и решиле дека никој нема да ја издаде. Дури и најмалите дечиња по неколку години, дури и рекле, ние не знаеме ни што е еврејка. За да несреќата биде уште поголема, во тоа време мојата прабаба дознава дека целото нејзино семејство е однесено некаде. На она место каде што доколку ја пружиш раката и се поздравиш со нив, својата рака би си ја вратил целата крвава, односно тоа било бодликавата жица. Во тоа време бодликавата жица одлучувало кој ќе преживее, а кој не. Сите тие евреи, после 11. март 1943 година, завршуваат во 3 возни конвои во Треблинка, од кои ни икој не преживува. Треблинка не е логор Аушвиц. Треблинка работи само 1 година и во нејзи се угушени 900.000 луѓе. Треблинка во окупирана Северна Полска е изградена за уништување и угушување на евреите од Варшавското гето. Таму се испратени и евреите од Македонија и северниот дел на Грција, Кавала и Тракија. Воопшто во Скопје према евреите, а посебно во еврејското мало, која тој живот се одвиваше, ќе заврши со една ужасна, со една нечовечка трагедија на 11. март 1943 година, кога ќе се направи рација во Скопје на евреите и кои прво ќе бидат одведени во монополот, а потоа во логорот во Треблинка. Таму ќе завршат многу невини животи, многу детски животи, многу љубови скопски кои пред тоа биле, и тоа ќе представува една навистина темна дамка на лицето на човештвото. Начинот на кој е извршено во Треблинка е погрозноморен него што е во Аушвиц и другите кампови. Доека таму се користи циклон Б, смртоносен газ, во Треблинка се користи издувните гасови на дизел тенковски мотор. Смртта била ужасна. Траела повеќе од 30 минути. Сите тие тела биле во оквирот на логорот Треблинка спалувани на ломачи.
And this is a story that should be should be told, and the story of 7,144 Jews of Macedonia that did not survive the Holocaust, that were killed during terrible ways during the Holocaust, is this story. And our idea is to strengthen as much as possible the telling the story in different ways. It's starting from getting here films and theater about the Holocaust. Last year we had the 2 best Israeli theaters coming to a long tour in the Balkans and 3 special stops here in Macedonia. It's called, it's a very, very powerful play from a Polish writer. It's called Our Class, and it tells the story of Jews in one class in Poland and what happened to them during the years. Јас сум Шели Леви, родена Леви, сега сум Леви Друмер, мажена, живеам во Израел. Родена сум во Скопје. На татко ми Салватор Леви. Салватор Леви беше роден во Битола. Тој беше лекар, рентгенолог. И тој беше еден од 6 браќа од фамилија Леви, кои сите сем татко ми и брат му беа депортирани во Траблинка. Татко ми остана, поживеа тоа, тој и брат му беа студенти за медицина и инженерство во Софија и така остана. Кога ги собраа сите евреи из неговото цело семејство, они останаа во Софија и останаа илегални. И некако поминаа граница и тука се вклопија со партизаните и оствари они двајца останале едини од целото семејство. Воопште од целото еврејство во Битола, сите што беа околу 3400 евреи, останаа само околу 150 и двајца од нив се татко ми и стрико. Јас како евреин, како македонски граѓанин, од мали нозе имав комплекс на немање роднина. Што тоа значи? Знаете, кога децата си играат, секој се фали со некои роднини, со некој братучет кој ќе го заштити, со некој вујка кој е толку успешен, или некој чичко, со славите нивни во нивните семејства. Јас тоа го немав. Холокаустот во Македонија е направен од царска Бугарија, цар Борис III и Богдан Филов, тогашниот премиер на Бугарија, заедно со Габровски, министерот за внатрешните работи, и со експертот за еврејски, како што ви викаат во Бугарија, въпроса, Белев. Сум горда што потекнувам од едно семејство, што оставило трага и што се однесува до практицирањето на религијата во нашата еврејска заедница. Всушност, мојот дедо, таткото на мојот татко и последниот рабин што бил на служба во Битола и како последен рабин е однесен со сите своји сограѓани и целото негово семејство во Треблинка. Останати се некои сочувани стари фотографии, а она што јас можев да го слушнам од татко ми беше малку. Како што реков, он спаѓаше во она група на луѓе што молчеа. Има луѓе што молчат и пишуваат и така оставаат трага, а има други луѓе што сакаат да раскажуваат и на таков начин да некако се отстрани заборавот, да се оди напред, да се остави, пак е повторам, трага. И во име на тоа, јас би прочитала нешто што исто го запишав во една од нашите листови, во нашето издање на 11 март 1943 од пред неколку години, 4-5 години, каде што всушност сакав да забележам еден текст посветен на мојот татко, а всушност постои посветен на сите оние би се сложиле луѓе што молча, не сака многу да зборуваат и на некој друг начин го прикажуваат тоа. Не зборувајќи за болот и се што поминале, туку обратно, оставајќи некој траг, како што остави он из
старите романси наши сефарски и оставајќи траги вака низ книги пишувани. За твоите солзи, на мојот татко Мориц Романо. Времето ти исцрта сува рамка околу очите и тоа исто време само на нив не успеа ништо да им направи, да ги промени. Ти остана истите од секогаш големи, мокри, блескави зеленила. До крај, додека не ги покрија завесите на тоа исто време. И погледот во нив ти остана ист, голем, блескав, зелен до крај. Тие очи, такви очи, очите на мојот татко, очи без солзи што се гледаат. Никогаш не видовме твои солзи, задушени, разлеани, што течат, се впиваат, бришат, тешат. Твоите не се гледаат, бришеат, тешеат. Твоите солзи, солзи од вжештена лава, останаа твои во тебе. Ги однесе со себе, неисплакани, неизбришани, неутешни. Твоите солзи од пеколна лава леа внатре во душата, гореа, болеа. Лава што не се лади, што не запира, што не излегува. Ако тие солзи од пеколна лава ти ги исполнеа очите, погледот ке ти се скаменеше. Ако протекоа, образот ке ти се распарчеше. Ако капнеа, каменот ке се запалеше. Тие солзи, такви солзи, солзите на мојот татко. Требаше ли да ми кажеш дали твоите солзи беа едни исти солзи, солзи од лава за мајка ти Леа, татко ти Рабин Аврам, брат ти Давид, за битолчанките што си ги љубел, за другарите од малото, солзи од лава за евреи што ги снема, што не те пречека, што не те допреа никогаш повеќе, што не ти го запамтија, ни твоето име, што знаеја за само твоите 23 години. Или да те прашав, колку гробови ископа во душата твоја, колку камчиња не нареди врз нивните коски, колку кидуши, молитви за мртвите, занемеа врз устните твои, колку и зошто. Фала му на Господа што не те прашав. Фала му на Господа што не ми кажа. Фала му на Господа што те закопав, кажувам кидуши, редам каменчиња и можам да плачам со солзи.